Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Блокираните средства од ИПАРТ програмата поради случај со корупција предизвикува политички процеси. Потреси се извинувам. СДСМ посочи дека се блокирани над 130 милиони евра за земјоделците. 50 договори кои чекаат исплата од ИПАРТ-3 програмата се стопирани по скандалот со директорот на платежната агенција, потврди министрот за земјоделство Цветан Трипуновски во тема на денот на Сител. Според него нема опасност од губење средства, а исплатата ќе продолжи по завршување на проверките. Трипуновски потврди дека постапката е стопирана по барање на македонска страна, а не од Брисел како што обвинува опозицијата. Колку ќе трае постапката на проверка на сите стопирани договори, за сега е неизвестно. Она што од ИПАРТ-3 програмата е изреализирано, се склучени 453 договори, кои што се веќе се во некоја завршна фаза, само 50 на договори се во фаза на исплата. И само тие договори се во моментов на проверката стопирани. Проверките ќе се прават во делот на реализацијата на ИПАРТ програмата, додека националните плаќања, сите јавни повици кои што ги има спроведено Агенцијата за финансиска поддршка, кои што беа изминатава година, ќе си продолжат со теков на реализација, бидејќи јас во моментов не гледам опасност од губење на овие средства. Напротив, ова ќе биде само еден момент каде што ќе се проверат работите и ќе се продолжи теком да се реализира. Опозицијската СДСМ пак обвинува дека со замрзнувањето на средствата од ИПАРТ-3 државата ризикува да загуби дел од парите планирани во програмата која на Македонија е на располагање до 2027 година. Екс-министрот за земјоделство Николовски понуди решение на владата за деблокада на средствата. Првин, утврдување на фактичката состојба, обемот и слабостите. Второ, врз база на овие наоди и извештаи, заеднички да се подготви обемен акцијски план кој државата ќе го достави со задачи, со брзи рокови и ќе го презентира до Европската комисија. Трипуновски пак одбива помош од СДСМ со образложение дека не може да нудат помош оние кои што создавале проблеми. Во следните денови ќе биде именуван нов директор на платежната агенција. По скандалот во кој директорот Илија Стоилев беше фатен како прима подкуп за доделување на финансиски средства на агрофирма од Струга, која не ги исполнувала условите. Неизвестно е колку долго средствата од Европската програма ќе останат стопирани. Стоилев беше фатен додека примал подкуп од 400 евра како прва рата од ветените 50.000 евра од струшката фирма. До овој момент само македонските институции работат и прават проверки што се случувало во платежната агенција, тврди Трипуновски. Брисел ја поздравила акцијата и чека дополнителни информации од нашите институции, но се воздржуваат од дополнителни коментари. Во случајот 5 мина се осомничани, 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Ивана Соколовиќ, најдова, Сител телевизија. Владините партнери ВМРО, ДПМН и ВЛЕН почнуваат разговори за реконструкција на владата. Средбата требаше да се одржи синоќа, но официјална потврда за такво нешто нема. Јас сум убеден дека во следните денови ќе биде постигнат договор кој што ќе биде насочен пред се кон зголемена ефикасност на владата. Една работа што постојано и премиерот, мислам, пред некој ден ја нагласи, но дозволете ми јас да го повтораме, дека не се работи за бројот на местата на коалициониот партнер. Се работи за прашањето за капацитетот на поединците, нивното знаење, нивното искуство и како тие ќе придонесат кон институциите што посакуваат да ги предводат. Помалку да се фокусираме на квантитет, а повеќе да се фокусираме на квалитет. Тоа треба да биде и приоритетот на сите коалициони партнери во влада. Поранешни функционери на СДСМ одбивале соработка со лидерот на партијата. Вакви информации објави ВМРО ДПМН, обвинувајќи дека во опозицијата по изборите Филипче не го чувствувале како релевантен. СДС е во тежок политички нокдаун, а процесот на консолидација никако да му појде од рака на Филипче. Информации кои од Бихачка стигнаат до нас велат дека познат доктор и поранешен градоначалник одбил функција во раководството на СДС само затоа што не го смета Филипче за релевантен политичар. Дека Венко Филипче има проблеми со консолидацијата и зачувување на онака малото членство, говори и фактот што поранешни активисти, но и функционери и поддржувачи на СДС јавно не се поистоветуваат и со Филипче
и со СДС, или пак не даваат поддршка на политиките и бараат одговорност во нивната партија. Кога во една влада царува корупција и неспособност, очигледно им останува само да зборуваат за Венко Филипче и СДСМ, кои единствени ги разобличуваат криминалите на власта, реагираат од СДСМ. СДСМ нема да трча по лагите кои секојдневно ги пласира ДПМН. Ова се очајнички обиди на ДПМН да се сокрие фактот дека за една година власт не реализира ништо од ветеното пред граѓаните и за што загубија 140.000 гласа. Тоа е рецептот на ова неспособна власт која не испорача ништо. Земјоделците и граѓаните ги остави без пари и секогаш бега од одговорност. Спинови во паника се најдобар доказ дека не им оди работата, државата пука по сите шавови, инфлацијата расте, економијата тоне, инвеститорите се заминуваат, а корупцијата е секојдневие, велат во реакцијата испратена од СДСМ. Идната недела 38 обвинети во случајот Пулс треба да се појават на почетокот на судскиот процес во судницата во Идризово. Од кривичниот суд ги предупредија лекарите да внимаваат какви оправдувања за отсуство издаваат, бидејќи ќе се вршат проверки. Освен медиуми од Македонија, според најавите од обвинителството, судскиот процес ќе го следат и медиуми од соседството. Со засилено обезбедување, присуство на лекарски тими и уверување дека е се подготвено за почеток, надлежните најавуваат дека судењето за трагичниот пожар во Кочанската дискотека ќе почне без пречки. На денешниот брифинг со новинарите, во судницата каде ќе се одвива процесот, веде председателката на Кривичниот суд, државниот обвинител и првиот човек на адвокатската комора, уверија дека се ќе направат да се обезбеди непречено и фер судење. Предвидено е неделно да се одржуваат по најмалку 2 рочишта. Апелирам до јавното обвинителство, одбраната и адвокатската комора да се однесуваме достоинствено и да не дозволиме да се наруши принципот на непристрасност, правично и фер судење, истакна веде председателката на Кривичниот суд Даниела Димовска. Таа најави дека судот ќе ја контролира секоја доставена медицинска документација, доколку некој од учесниците побара одложување поради здравствени причини. Ангажиран е и дополнителен судија, поротник и записничар. Обвинителството распореди 15 на обвинители кои ќе настапуваат во тимови. Бидејќи доказите и сведоците биле исти, сметаат дека раздвојувањето на предметот ќе ја успори постапката. Иако во судницата ќе седат 38 на обвинети, обвинителството потсетува дека и во минатото имало случаи со голем број учесници и немало пречки за судењата. Председателот на адвокатската комора Љубомир Михајловски побара дисциплина и професионалност од бранителите. Откри дека дел од адвокатите ќе ги застапуваат и правата на семејствата на оштетените. Судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс ќе се одвива во судницата во близина на затворот Идризово. Идната среда на 19 ноември во неа за прв пат ќе седнат 35 мината обвинети кои одговараат за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. До средината на идниот месец закажани се уште 6 судски рочишта. Ќе им се суди на сопственикот на дискотеката, фирмата за обезбедување, тројца градоначалници на Кочани, поранешни министри за економија и директори на дирекцијата за заштита и спасување. Обвинети се за пожарот во Пулс, каде загинаа 63 млади, а над 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија.